Пациентка на 75 годишна возраст пред 3 дена починала на клиниката за инфективни болести со потврден грип. Жената имала повеќе коморбидитети. Не била вакцинирана, а вирусот кај неа предизвикал компликации поради кои било неопходно болничко лекување. На 11.1. во 10.50 имаме и починат пациент, која е потврдено инфлуенца А, лабораториски. Дека лицата со хронични заболувања кои не примиле вакцина против грип се најзасегнати покажува и состојбата на инфективна. Најголем број од оние кои се на болничко лекување се постари и со повеќе коморбидитети кај кои вирусот предизвикала респираторни компликации. Гужви има и пред амбулантите. Прегледи амбулантски се петократно зголемени, хоспитализирани се околу 25 пациенти, од кои некои се со кислородна поддршка, со назална, со обична маска, со маска со висока концентрација и 20 пациенти се на респираторна поддршка, интубирани во одделот за интензивно лекување. Од клиниката за инфективни болести очекуваат бројот на хоспитализирани да биде уште поголем на крајот на месецот и почетокот на февруари, кога го очекуваат и пикот на грипот. Апелираат до лицата кои се во ризичните групи, да не ја одбегнуваат вакцинацијата која штити од компликации од вирусот. И луѓето да се освестуваат дека може и некогаш да има компликации од обичен грип сезонски, да настанува и да имаме лош исход. Освен повозрастните со коморбидитети, на удар на вирусот се и децата. Клиниката во Козле и за детски болести се полни со пациенти и тоа од бебиња до 18 годишни, кои имаат влошени пневмонии, обструкции и дехидратација. Бројот на заболени расте, но дали ќе има пролонгирање на стартот на второто полугодие, ќе покаже утрешниот извештај на Институтот за јавно здравје. Сања Димитровска, Сител телевизија.